Да, ќе го кажеме и тоа. Ете, веќе со Јованка Бобејанковска или нашата гостинка во кујна, почнавме да си правиме муабет, заради тоа што имаме одлична инспирација, а инспирацијата е рецептот кој што таа денеска ќе ни го прикаже и нашето уживање во традиционални сицилијански каноли. Па како и на кој начин првенствено Бобе ни дојде до идеја за да ни подготви нешто вака вкусно, но и да ви го представи овој рецепт и незината вештина да тоа го направи, а ние да го видиме, се разбира, во следните минути во утринска тилма или во обракот на денот. Јованка, добар ни дојде и еве во оваа сезона, мислам дека за прв пат, така? Да. Во оваа сезона или и во 2026-та. Па верувам дека Добро утро и добро ме најде. Добро ја стартуваше и 2026 година. Оние кои што те следат на твојот Инстаграм профил, доста популарен, Bob's Bakery, или пекарата на Бобе, ако веќе треба да преведеме. Добро знаат дека си доста активна во однос на рецепти, тоа што го подготвуваш, се е тоа оригинално и уникатно. Јас го споменав тоа и на генералната најава и веројатно тоа што дополнително кај тебе дава таа инспирација да ги подготвуваш тие рецепти се и самите позитивни коментари кои што се наоѓаат на истите постави. Како си со тоа постирање и како со инспирацијата, нели, во овие последни рецепти кои што можеме да ги видиме? Знаете, ја готвам од љубов. Значи, претежно све што постирам е тоа што го подготвувам за дома. Да. Значи, не правам ништо специјално, нели сакам да експериментирам, најчесто традиционални рецепти, па после си ги правам по моја комбинација, да кажем, уствари по наш вкус. Нели, што си сакаме, што јадеме, па применувам и тоа, го ставам во рецепта. Денеска сакам да ве носам во Италија. Неодамна посетив една обука за подготовка на каноли, баш од сицилијански мајстори двајца беа, од италијанска амбасада беше организирано и научив како се подготвуваат. Ја веднаш пробав, нели, и сега реков, еве, ви носам. Овие тука, бидејќи нема толку време, нели, да ги подготвиме, веќе ги подготвив. Да, но ќе објасниме за сите кои што ги интересира. Еве ги канолите, тие се всушност крцкави теста. Се подготвуваат, рецептот ќе го најдат на мојот Инстаграм. За тестото ја не го знам напамет, само знам дека е брашно, едно јајце, жолчка беше, вино има во самото тесто. Затоа имате оваа боја или нешто дополнително се додава за боја? Не, може од жолчката и што е најинтересно се пржат. Но не се воопшто масни. Да. Значи самиот рецепт дали самото вино така на тестото му дава. Од кој ќе се направи тестото се лади, па потоа се сука кора, со крупче модла или со чаша се сечат крупчиња и се ставаат околу оваа модла. Се става околу тоа и така се става во масло загреано, што е на средна температура, значи ако е појако може веднаш да изгорат. Значи треба доволно пред се нормално треба да знаеме каква информација, но и да забележиме или точно да не биде и големината и времето, за да не се изгорат. Ние имавме едно искуство кое што да речеме доживеавме или го поминавме во кујната на Евџи Кулинари пред новогодишните празници, бидејќи ја избравме италијанската кујна, тоа гледачите може да го видат за нашите празнични изданија. Ја избравме италијанската кујна и еден од рецептите, десертите поточно, беа токму канолите, кои што не беа, морам да признам точно по години, токму поради оваа специфика. Значи сепак треба обуката да се помине на таков начин. Можда, значи ја со обуката онака гледавме се, испробав и од првиот пат, значи ми беа во ред. Да, добра. Сега се можда и до искуство, важно нема нешто што би можело многу да се погреши, да кажам. По рецептот, зашто има некои рецепти на вистина што се бараат премногу, значи можда и доволно искуство за да може да се направат без грешка. Да, но и да го сгрешиме, ќе го повториме. Ќе направам друга комбинација за да си стигнеме до она кое што сакаме, така. Одлично. Се е полнењето наред. Да. Најчесто, значи по традиционален рецепт на сицилијанските сладкари, ова се подготвува од рикота со шеќер и внатре кора од портокал. Оние користат најчесто овчата
таму од нивните планини, таа е некој специфичен вкус, што ни е потешко тука можеме и тешко конзумираме некако од мирисот, некако мислам дека послабо. Јас со кравја рикота ја правам. Денеска ја приготвив со маскарпоне. Секогаш сакам да нешто поразлично и да биде промена. Маскарпоне со шеќер во прав и потоа овие школки да кажеме, уствари значеле цевчиња, се полнат со крем од двете страни. Еве веднаш ќе направам. Од едната страна се става во чоколадо. Од другата страна, најчесто, они ги прават со фстаци, ја во моментот со бадеми. Ајде, вака тука да се гледа. Да. Одлично. И за вкус, и за изглед, или ова е тоа. Сервирање на вистина убав Еве, десерт. јас веднаш ќе ги подготвувам додека разговараме. додека си разговараме. Сега многу ми се допаѓа ова, затоа што од надвора што велиме крцкаво, убаво, баш она бисквитно, На крај. натре е кремасто, баш она сатенско по мене. Еве јас ќе ти помогнам. Да, супер. Може да ги ставаш, еве јас тука ќе ги гледам овие. Еве и со ова. И италијанците се познати по навистина вкусните традиционални рецепти кои што ги имаат, особено ако нели си човек кој што ужива во правењето, притоа доволно љубопитен за да ги дознаеш рецептите и некако со трпение да се направат. Бубе, меѓу другото, ти си позната и по токму љубовта која што ја даваш во самото правење на твоите рецепти, што повторно кречам се забележува за оние кои што активно те следат на социјалните мрежи, што значи дека ова е еден рецепт во кој што треба да уживаш, ова не е нешто што треба да се направи за понабрзина, за да нели се заблажим или да биде некој практичен десерт, туку е нешто кое што нели представува уживање и самото полнење и целиот процес. Да, и сервирањето на крај. За мене најмногу, значи најголемо уживање е декорацијата. Така е, да. Сервирање и верувам потоа импресиите од оние кои што ќе го пробаат. Тоа е најважно. Значи ја него ни пробувам прво. Да. И одма го носам кај сопругот на дегустација. На дегустација, да. И чекам, да, вака он пробува, ја чекам, а не сум пробала. Да. Па одлична му е улогата, да ти кажам, дегустатор да биде на вакви вкусни рецепти. Да. И верувам дека секогаш се нели да речам позитивни коментарите. Има ли некогаш критики, никогаш кога можеби нешто имаш упнато и знаеш да... Има нормално. Па за да станам подобра, така мора. Така е, да, точно. Значи секогаш мора е тоа да има добро дојдено. критика, така е, за да се подобрам. Така. Треба да се направи еден убав, да речеме, избор на она кое што и го презентираш, заради тоа што и оние кои што се твои следбеници веќе очекуваат убави рецепти од тебе. Спомена еден од последните постави е васината торта, за која што рече дека имаше доста позитивни коментари. Ќе го искористиме ова време и можноста, па ете да кажеме и за твојата храброст при, како што спомена и на почетокот, да еве да не речеме експериментирање, но изменување, нешто додавање, значи и кога човек готви треба да има таа храброст да тоа кое што го прави, ако нешто смени, дека на крајот повторно ќе биде вкусно. Ќе има добар резултат. Да. Тоа е најважно. Најчесто васина торта, значи секогаш ја подготвувала мајка ми за секакви празници, да кажеме. Нели од наше време, мои генерации, кога има некаков празник, се знае дека тортата е васина торта. Да. И затоа реков, ајде ќе снимам едно видео по рецепт нормално од мајка ми, пренесен од баба ми. Го подготвив и го ставив. Навистина имаше ептан многу позитивни коментари. коментари, И прашање така. предпоставувам дека има за начинот на подготовка. Да. Не премногу, затоа што повеќето луѓе веќе ја знаат. Само она, дај да ја видиме и твојата рецепта, нели да си направиме комбинација, да зашто секој крај си подготвува на свој начин. Секој крај си подготвувал на свој начин.
Да, и сега некои измени постојат и да, добро е да се види кој како или што е тоа што може да се вметне или да се знае, да се значи помени. васина торта вкусот е портокал, чоколадо и ореви. Тоа е доминантно и преубава комбинација. Сега од озгора некој става шлак, ја од мајка ми рецептот, значи од белките матам шампа со шербет и тоа е тоа. После малце ја загорувам, еве они порано не ја загорувале белката, нели, само така ја оставале. Да, да. И јас со бренер ја загорувам. И тоа се За да всушност има естетски изглед, не за нешто друго. И на тоа друго. навистина многу внимаваш, нормално за сето тоа е убаво да изгледа. Ете, тоа е еден од последните рецепти кои што можете да го најдете на профилот Bob's Bakery. Нешто кое што исто така ми се чини дека не сум те прашала досега. Спомена дека токму овој рецепт на традиционални италијански каноли се дел од еднодневна обука токму од организирана од италијанската амбасада или конкретно ова е специјалитет на италијанската кујна, но која е твојата омилена кујна? Во чии што вкус уживаш, но и генерално во чии што рецепти додека ги правиш уживаш? Пред се нашата македонска кујна, традиционалните јадења, значи од македонската кујна ми се стварно нешто што без него не можам. И тоа ми е базата на сите рецепти. Втора поред ми е италијанската. Да. Значи македонската, па италијанската. Да. Нешто слично како мене. Секако ја и турската ја обожавам затоа што сакам повеќе теста да печам. И затоа и таа ми е блиска доста, за тие месени работи претежно. Онака, значи, прво ја преферирам нашата, па потоа другата. И еве како што може да видат нашите гледачи, ова да го забележи камерата, дека имаме одлично сервирање и Бобе никогаш не доаѓа без чаршавче. Во случајот ова како и да е посодветниот термин. Да, ова е миленце. Без некоја ваква убава... Од чезот, значи ја не знам да подготвувам, овие се подготвени од мојата баба. Да, но одлично изгледа, односно соодветно на еден или ваков специјалитет и како што и на крајот треба да се сервира. И танирчиња во кои што би го пробале. Така е. И сега ова ми е големата завршница, значи од озгора, најубавата да кажам, ставаме шеќер во прав, од кога ќе се сервираат. И секако цимет. Да, циметот особено Циметот за мене ја дава онаја магична нота, да кажам, на цела храна. Ајде, повели, земи се. Ајде да се земам. Стави си во тањерче. Ево, од првиот кој што го направивме и јас верувам дека да го пробам сега или покасно. Сега најубаво. Да видиш она крцкавост, а внатре сатенски крем, што велиме. И тоа мислам дека е идеалниот опис за вкусот или за чувството кое што навистина го има кога се проба за прв пат ваков десерт или нешто кое што е традиција на Италија, но зошто да не си го подготвиме и во нашата кујна. Секоја чест, Бобе, не се не сомневам во... Ти благодарам. Ова е за мене катарза веќе, нели, од кога ќе се вкуси и која ќе ми кажете коментар. Така е, да. За мене задоволство што имав можност да го пробам и затоа велам блазеси му на сопругот кој што има почесто можност тоа да го прави, но верувам и на задоволство на оние кои што те следат, бидејќи не само што ќе се испробаат во правењето, туку ќе уживаат и во вкусот на тоа кој што го прават. Тоа ми е поентата, значи сакам да пренесам тоа што го знам, најмногу нашето македонско традиционално, со што сум пораснала и со што се уште нели живеам, да го пренесам и на следните генерации, за да можат да го вкусат, да го осетат коренот наш. Така е. И на крајот да се научат или да доживеат таа љубов и се поголем интерес да готват. Така. И да прават и мислам дека сум задоволна дека има доста млади што готват и што ги интересира и традиционалната кујна. Освен и новите рецепти, секако. Значи си им инспирација, а очигледно тоа е и твоја мисија меѓу другото. Така. Ти благодарам многу за твоето време и за оваа оригинална идеја и за во нашата утринска кујна од традиционални сицилијански каноли, кои што па не би ги пробале да не си ти. Ќе уживаме во вкусот, јас во првиот залак навистина уживав и она кое што ќе ти го посекам е успех
Благодарам. на секое поле, а се разбира и нашата соработка да продолжи затоа што сакаме вакви рецепти. Благодарам многу. Поздрав и се гледаме во следната емисија. Така е, се гледаме. За сите оние кои што можеби го пропуштија и овој па и претходните рецепти кои што сме ги правеле со Јованка Бобе Јанковска во нашата кујна, може да ги најдете на нашата YouTube страна и се разбира рецептите кои што ги има на Bob's Bakery или незиниот Instagram профил. Тука завршуваме со оброкот на денот и останува да уживаме во овие традиционални италијански каноли. Доколку ви се допадна како изгледаат, па време е да се ги подготвите.